Ај се овака. Како гази? Треба малку повеќе да работиме. Добро. Кога работиме повеќе, има повеќе и за сите. И што да направиме ние сега, газда? Па сега треба да засукаме ракавите и да одиме да работиме. Ке има ли за сите? Ке има за сите? Ке даеш повеќе? Ајде. Ајде да работиме. Ајде. Газда, ново джипче. Ај нека честито многу километри да си го возиш. Знаеш како што кажаме? Што кажаме? Заедно работиме, заедно делиме. Имаш право. Што бе, газда? Што си ме вземал джипа? Што твој джип? Нели се е наше? Заедно работиме, заедно ствараме. Ајде ми излева весни мој джип. Се надевам дека ви оставивме впечаток со ова видео и по нагласокот на малиот, веројатно предпоставувам знаете дека агенцијата за која ќе зборуваме доаѓа од Штип. Ова е нашиот денешен соговорник и би те замолила да кажеш нешто повеќе за себе и за Црво експрес. Вака пред се благодарам до вас и до Вистинска телевизија за поканата. Инаку туристичката агенција Црво експрес постои од 1992 година, формирана во градот Штип. Веќе сме 33 години на подрачјето на општина Штип, а во последно време и пошироко со оглед на онлайн тенденцијата и на клиентите, односно достапноста до нас. Се надевам дека 33 години не се мала работа и да обстане во денешно време агенција со толку долг стаж е нешто што е навистина за почит. Меѓутоа, вие имате еден поинаков пристап на работење во согласност со денешни времиња, бидов дека оваквите спотови снимени со вашиот син, така? Така. Се навистина посетени и гледани, што значи дека на некој начин сте одбрале прав пат. Па се трудиме да е така. Идејата е многу стара реално, значи од 2019 година некаде. Ја формиравме како идеја да започнеме нешто ново, нешто дотогаш невидено во нашата држава, значи кога се работи за туризам, за туристичкиот сектор, туристичка агенција за промовирање на понуди. За жал бевме спречени тогаш од корона кризата, значи која што траеше околу 3 години. И веќе крајот на 2022 година, значи повторно, морам да не себичен бидам да нагласам дека први во Македонија, значи успеавме да направиме неколку спотови кои што дотогаш беа невидено нешто кога се работи за промоција, за одредена понуда, за одреден аранжман и постепено со тек на времето ги уфрлавме останатите, ај така ги наречам во наводници ликови, кои што денес значи имаме одредени ликови кои што се сериозни за промоција на понуди, имаме ликови кои што се онака за смеа, за шала, за презентирање на некои интересни факти, податоци, кога е во поглед патувањето, автобусите, ред други работи. Како е реакцијата на луѓето? Дали ви пишуваат или ви се јавуваат да ви кажат дека тоа е одлична идеја? Па има различни реакции. Реално да бидам, че најразлични реакции. Негогаш поминува, него е видом многу позитивно. Негогаш имаат проблем да сватат поентата, бидејќи преферираме овие што се смешните видеа, значи најчесто да ги снимаме со штипски дијалект да биде, онака баш автентично штипски да бидат направени видеата и некогаш се случува да има некаков проблем, значи околу самото преведување или тумачење или на луѓето како ги гледаат работите. Голем дел од вашата работа, колку видов низ социјални мрежи, е работа со деца. Така. Екскурзии правите низ Македонија и она што не сум го направила до сега во разговор низ овие емисии е токму тоа што ме интересира. Каков е начинот и фидбекот на тоа со посета на деца низ Македонија? Па вака децата низ Македонија, значи кои што ги водиме и ме презентираме нашата држава, јас како официјален туристички водич на Република Македонија, значи се занимавам со тоа повеќе од 13 на години више. Толку ми е стажот како официјален водич, се работи за екскурзии. Тоа се основните и средните училишта од нашата држава, кои што најчесто преферираат значи во пролет да бидат екскурзиите, има некои што се одржуваат доцна есен или средината на есента, но најчесто се во пролетниот период. Се работи за школи значи од целата држава. Оваа година имаме некаде околу 80 реализирани такви екскурзии, кога е во прашање значи подрачјето на нашата држава. Има ли одредени тури или тоа е договор со
школите. Тоа е тендерска документација, значи оди на јавни набавки со училиштата кои што ќе понудат своја програма. Тука има еден проблем со кој што се соочуваме како агенција, што законски, значи програмата за училишните екскурзии некогаш ја пишува агенциите. Сега, значи неколку години, значи поред наназад ја пишуваат училиштата, што се соочуваме со друг проблем, значи од неможност да се посетат, да се видат, да се добро испланираат сите работи, значи кои што ќе се посетуваат, или ќе направат екскурзија која што ќе има 2-3 работи, или ќе направат екскурзија која што ќе набројат 50 работи во исти ден да се посетат. Едноставно невозможна мисија. Но како и да успеваме да најдеме баланс со училиштата, па ги реализираме успешно сите екскурзии више долги години нанасад. Не сум чувала дека тие веќе ги нудат понудите школите и мислам дека тоа не е добра идеја, бидејќи наставниците колку толку си ја знаат својата работа, меѓутоа не може да знаат и нашата. Она што е интересно или што можеби можеш да не го кажеш, тоа е на доживувањето на децата кога ќе посетат некое место вон своето живење. Па вака, значи, кога се работи конкретно за Македонија, за нашите македонски екскурзии, значи, обично се работи за деца кои што се 9 одделение, прва, втора година, средно училиште, значи, тој периодот кога најчесто шетаат. Сега екскурзија како екскурзија, значи, сите сме били ученици, знаеме како е, нели, да се оди на екскурзија. И жално е што многу, значи, голем процент, морам да кажам, од дечињата, значи, кои што доаѓаат на екскурзија, се апсолутно тотално незаинтересирани за она што ќе го видат и што ќе го доживеат. Пред се ние како туристички водичи на Македонија, значи, имаме и за обврска и чувствуваме потреба да презентираме многу интересни податоци и факти. Имаме толку многу истрпни информации кои што сме ги научиле со тек на времето, значи дел од информациите доаѓаат од книги, од учебници, од енциклопедии, значи поголемиот дел се од случки, од луѓе, од мештаните, од жителите, нели, кои што живеат во одредени области. И се трудиме на еден интересен начин да им ги презентираме работите. И сега нормално екскурзија како екскурзија, има дечиња што ги интересира, има дечиња што воопшто не ги интересира ништо и тие се тргнати само на екскурзија, онака да уживаат во Охрид на пример 2-3 дена, мајка, и да не се со обврски. На некој начин жално е што мислам дека една или годишно има таква екскурзија. Па не еднаш годишно, ако во 9 одделение има така голема екскурзија со 2 ноќевања, законски така им е дозволено. Трето одделение прават еднодневна и шесто одделение прават дводневна екскурзија. Сакам да кажам, во текот на годината тоа е само што го прават. Навистина е штета што Македонија е богата, има што да покаже и што тие екскурзии не се на некој начин почести. Да имаат можност да ја запознаат источна, западна Македонија, јужна и да едноставно сите делови на Македонија на некој начин ги доживеат, бидејќи моето искуство кажува дека малце си ја знаеме земјата. Реално многу малце си ја знаеме, посебно за дечињата, нели, кои што потекнуваат еве на пример од истокот на државата, кога ќе отидат во западниот дел, во дебарските краишта, во мијачките краишта, значи се соочуваат, значи со сосема непозната територија, иако се наоѓа во нашата држава, значи имаат многу малку слушнато за одредени подрачја, за одредени цркви, манастири, вештачки езера, акумулации и ред други работи, нели, кои што постојат, кои што ги имаме во нашата држава. Истото се случува и обртно со дечињата од западниот дел на државата, кога ќе ги донесеме во истокот, значи многу малку луѓе слушнале за што поседува градот Штип конкретно, или Кочан, или Виница, или сите останати градови, нели, кои што се наоѓаат во истокот на државата. Тоа е вистинска штета и мислам дека нашата стратегија воопшто на работа со млади, зборувам за туризам, е нешто што никој не потенцира дека треба да биде, да едноставно не е тоа само екскурзија, него е нешто што значи запознавање на сопствената земја и богатството кое го имаме. Тоа е нешто, мислам дека никој не води сметка за тоа и дека е тоа многу малце посветено. Ако младите ја научат како таква земјата, ќе ја сакаат повеќе и ќе ја посетуваат многу повеќе како возрастни. Искрено се надеваме така да биде, да се промени нешто со годините, малку повеќе да бидат заинтересирани, едноставно да знаат, да научат некои интересни податоци, факти за нашата држава, за утре други ден кога ќе дојде некој странец, значи кај нас, едноставно да знаат што да му понудат, кај да го однесат, што да види и зошто го гледа тоа нештото, значи да не испадне сега ќе шетаме во Охрид и ќе гледаме само куќи,
а ништо нема да знаеме, а секоја куќа си има нели свое Да, историско своја значење и обележи своја приказна. Основните работи во туризмот се добра приказна. Да. Најчесто не знаеме да ја потенцираме таа добра приказна и за нас и за странци, а од друга страна мислам дека на некој начин, да не кажам многу поинаку, децата некои ќе сакаат повеќе да знаат, некои го кажува што од искуство, меѓутоа мислам дека многу повеќе ќе се сакаат државата после такво едно сознание на богатство што го има во Македонија. Да, па на таква екскурзија, реално, значи за 3 дена може да се заобиколи поголемиот дел, значи оние позначени места во нашата држава, каде што ќе се стекнат со едно огромно искуство и ќе се стекнат пред се со информации кои што дотогаш не ги учеле на училиште, не слушнале за нив и ќе имаат можност во живо да ги видат повеќето цркви, манастири со кои што располага нашата држава, природни реткости, убавини и еден куп други работи кои што ги нудиме. Не само тоа, него едноставно сознавањето. Кажи ми, имаш ли увид низ разговор, предпоставувам, со нив во текот на тие 3 дена, како го доживуваат и како го примиле тоа што го виделе? Па секој на свој начин, секој различно. Ви кажам, значи некои ја доживуваат екскурзијата едноставно само како екскурзија, за да се тргнат од училиштето, од обврските, од сите други работи, а има дечиња, значи кои што се релативно мал процент, но има и такви, значи кои што ги интересира, значи зошто отишле, значи во Дебар, во Охрид, во Струга, зошто ги гледаат тие места, што ќе видат, значи да ги видат музеите, да се едуцираат, да научат нешто ново, да се вратат назад, значи едноставно да имаат представа што виделе, значи каде да посетиле во нашата држава. Не само тоа, него и да си ја најдат својата иднина во Македонија. Многу се иселувањата, за жал, големи и се полошо станува. Од друга страна, работните места се многу проблематични. Кажем, дали имаш искуство на странци кои доаѓаат во Македонија? Предпоставувам дека соработувате со странци. Соработуваме со странци, значи тие едноставно се воодушевени, значи кога ќе доаѓаат во нашата држава. Пред се поради начинот на живот кој што тие го немаат, значи кај нас се практикува, поради убавините кои што ги поседува нашата држава, оние природни реткости, убавини кои што ги имаме, посебно можам да го издвоим западниот дел на нашата држава, значи Мавровскиот национален парк во Маврово, Дебарскиот регион, Охридскиот регион заедно со градот Струга, значи едни природни реткости убавини кои што ги поседува нашата држава, а и од друга страна, значи оној културен туризам каде што се вклучени и сите објекти односно институциите на музеите, на црквите, на манастирите, значи кои што се во голем број и вреди да се посетат. Каква е реакцијата нивна кои ќе се соочат прв пат со такво нешто? Па имаме најразлични реакции. Пред се работи за позитивни реакции, значи каде што им ќе се допадне, значи голем дел од сето она кое што им ќе го презентираме и ќе сватат дека во една така малечка земја во однос на другите европски држави поседуваме толку многу интересни работи, толку многу интересни податоци и факти, значи постојат за оваа држава, ќе им се допадне секако самата гастрономија, односно храната која што ја нудиме и по која што сме дефинитивно препознатливи, виното во Кавадаречкиот крај, пастрамалијата во Штипскиот крај и ред други работи, значи кои што не се уникатни на ово поднебе. Гастрономскиот туризам е во поднебе, имаш ли искуство со тоа? Бидејќи ние навистина нема град кој нема свој специјалитет и кој едноставно има што да им понуди. Да, тоа е точно. Значи имаме голем број на специјалитети кои што потекнуваат од секој едно поднебе, од секој еден град, можам слободно да речам. Се уште е некоја гранка која што доправо треба да се развива. За жал многу малку е развиена кај нас во Македонија. Презентираме одредени јадења, порано имаше некоја и кампања која што одеше по оние светски медиумски куќи. За жал целата таа кампања прекина, а беше една така добра кампања во погледот на луѓето, на странците кои што требаше да дојдат кај нас во државата. Морам да напоменам дека се направија оние 3 спота на Милчо Ланчевски кои навистина се прекрасни. Идеа едно време, сега веќе не ни гледам дека некаде се презентираат и е нешто што е една успешна приказна на еден успешен човек кој знае тоа добро да го направи. За жал, мислам дека немаме осет. Прво, што имаме, што можеме да понудиме и на начинот на кој може да се прилагодиме на денешните услови. Дефинитивно сега е
можност на достапност на телефон, на социјални мрежи многу поблиска, едноставно луѓето доаѓаат со некои предзнаења за нештата, а на каков начин ќе ги доживеат, тоа многу малце се води сметка. Дали тој што ќе дојде сам едноставно нема потреба од водич или од некоја можност да има упатство каде или што, како ќе се движи, и едноставно сам си го доживува тоа, дали е пријатно или непријатно, никој не води сметка. Да, имаме недостаток многу во самите законски регулативи кога се работи и за туристичките агенции, и за сите оние кои што може да организираат патувања, екскурзии, посебно и за туристичките водичи, значи имаме голем наплив посебно во градот Охрид, значи кога се работи во пролетниот и летниот период, кога имаме доста голем број на домашни посетители, односно на екскурзии и плюс странците кои ни доаѓаат, значи имаме голем број досега на туристички водачи кои што се не лиценцирани, едноставно водат и ја презентираат нашата држава, што е апсолутно спротивно на сите закони. И се надеваме, неколку пати имаме реагирано за сите овие проблеми кои што се соочуваме, па се надеваме дека во иднина сето тоа ќе се промени. Друго е кога ќе дојде официјален туристички водич да ти испрезентира државата, да ти ги испрезентира сите оние работи кои што ги гледаш, значи едноставно е малку подруго отколку да прочиташ само во книга или да видиш на TikTok, на Instagram некој видео што има во Охрид, например, и да отидеш во живота сам. Дефинитивно. Во повеќе дневните престои во Охрид, многу малце се води сметка, да речеме, да им се прикаже како се прави резбарија, како се прави бисерот. Ајде, може би таму во продавницата и нешто ќе им кажат околу тоа. Да ги ангажираат со некои дневни случувања кои ќе им го исполнат денот. Да не речам дека како се прави некој специјалитет охридски, што многу често им е интересен сега веќе на некој начин заживува тоа како такво. Не само Охрид, него цела Македонија, буквално не само да биде да го донесам, да му ја кажам приказната и да го оставам сам да шета, да му помине денот, него едноставно му се исполни целиот ден. Мислам дека тука многу малце се води сметка околу тоа, па не само за странците, него и нашите, да не кажам дека помладиве луѓе не знаат како се ткае, како се шие, како едноставно се слика или не знам што, нешто што на некој начин може би ќе ги предомисли да почнат и тие да се бават со тоа. Да, па реален да бидам, значи кога во поглед презентацијата на одредени занаечиски активности и во подразличите на Охрид, и во Старата чаршија, во Скопје, значи ние се очуваме реално како македонци со еден друг проблем, каде што имаме проблем, значи сето тоа ќе биде презентирано, ама ако имаат фидбек, односно ако имаат некаква финансиска корист луѓето кои што го прават тоа. Ако немаат финансиска корист, едноставно нема да сакаат да жал. Значи, посебно кога се работи за дечињата, за екскурзија од нашата држава, значи, многу често се соочуваме со проблем, значи, да имаме да се испрезентира било што се произведува во нашата држава. Кога ќе однесеме странци, па тие ќе купат, ќе направат промет, тука веќе, значи, приказната е сосема поинаква. За жал. За жал е така. Токму тоа е она што секогаш го потенцираме, мислам дека не е добро. Нашите луѓе задолжени за тоа во државните установи едноставно немаат осет за проблематиката која е во туризмот, а да не кажам да се направи една реална стратегија да им платат на тие занаечи за децата кои ќе дојдат да не купуваат ништо, него да има одредено место каде што ќе може да биде платен за тоа да им презентира. Тоа е една убава презентација, значи, па кој понатаму во животот зашто се одлучи. Може би од тие 50 на деца кои се во автобусот, сега зборам, не е битна бројката, еден ќе се предомисли, па ќе му биде тоа животен пат, што на некој начин е многу битно. Од друга страна, кажи ми каква е соработката на нашите агенции меѓу себе? Па реално имаме добра соработка, значи кога во прашање, значи продавање на аранжмани, на понуди и на такви работи. Сега нашата туристичка агенција е една од поретките туристички агенции, значи која е во комплетна целост и во комплетна логистика. Ние работиме исклучиво само на сопствени програми, сопствени аранжмани.
и работиме со целокупна своја логистика, своји возила, значи ја формираме понудата од почеток до крај и не сме како останатите туристички агенции кои што се многумина на број, кои што препродаваат нели едни на други, па имаат за избор голем каталог на понуди каде се може да се отиде. Значи ние сме туристичка агенција која што се базира само на сопствени програми, така да кај нас се релативно често да се сретнат по 3 по 4 понуди, значи ништо повеќе за избор, ама се програми значи кои што ги работиме комплетно сами од целокупна организација до превоз, до водичи, до шофери, до апсолутно целосна организација. Тоа бара многу вложување и многу искуство. Да, пред се голема логистика. Јас овие други што продаваат готови аранжмани за проценти ги викам трафики. Бидејќи нив им е најважно да си го добијат својот процент, па дури не знаат ни да објаснат. Да, па не, реално се тоа агенции кои што ни помагаат, значи во целокупната продажба. Да, меѓутоа се многу малце, од моје искуство додека работев, да речем, јас одев, мене ме праќаа во Египет или во нов отворен хотел, за да знам кои ќе дојдат луѓето, како на кој начин тоа да им го понудам. Денеска мислам дека тоа е нешто што е мислена именка. Добро. И тоа е нешто што значи дека, пак ќе кажам, од моје искуство имав луѓе кои со години доаѓа, ја точно знам кога е роден, кои се неговите вкусови, каде да му понудам, дали е фамилиарен или не. Да му кажам дека тој хотел не е за фамилија или е бидејќи е далеку плажата или не знам што. Едноставно имав можност да со нив соработувам и да бидам дел од нивниот живот. Да, кога се работи веќе за постојани клиенти кои што одново се навраќаат во агенцијата. Меѓутоа било кој програм да го почнеш, ти знаеш дека имаш 40% веќе продадено, бидејќи ги знаеш клиентите и знаеш дека тоа ќе ги Така, тоа е најдоброто во целата работа, што сами си ги правиме програмите, значи едноставно ја мислиме програмата, сами ја склопуваме програмата, што можеме да исполниме, тоа ќе го напишеме, им нудиме на луѓето. И потоа целокупната работа е наша, од пронаоѓање на хотели, на водичи, организација околу превозот, сместување, шофери, апсолутно целокупна организација од почетокот до крај. Мислам дека тоа многу успешно го работите, бидејќи налетав на некој преглед. Вие пред 3 години и сега имате, да не кажам удвостручено, и добити и потрошувачка на тие аранжмани, што значи дека луѓето ве прифаќаат и дека на некој начин веруваат во вас и во вашата понуда. Што мислам дека малце се води сметка кај сите агенции околу тоа и дека тоа е нешто што е нормално ако сакаш веќе идната година и да почнеш нова работа и да знаеш со кого работиш. Така, па пред се работи за доверба на самите клиенти. Имаме голем број, значи, морам да ги похвалам, значи, клиенти кои што секогаш се навраќаат на понудите, или ако биле ова лето со нас на летување, наредното лето пак доаѓаат истите луѓе и секако самата промоција, кога се работи за онлайн маркетинг, значи, си го прави и своето. Да не запознаат с поголемиот дел на државата, да слушнат за нас и оние кои што не се слушнале, бидејќи со години сме биле како зацкриена, ајде така, во наводници агенција која што функционира на територија на Штип, на источниот дел на државата, на локално ниво. Сега сме више, значи, достапни апсолутно за целата држава, посебно со онлайн начинот на пријавување, на плаќање, на резервација на сите тие работи. Технологиите се многу поинакви денеска од моје работно време. Сега да кажам дека начинот на кој тоа вие управите мене навистина ме одушевува, меѓутоа мислам дека треба поддршка од државните служби. Мислам дека тоа не го препознаваат, дека едноставно не се свесни дека има успешни агенции кои треба да каже ти си успешен, еве ти награда. Нека е тоа едно писменце на папир кое кажува дека успешно сте завршила годината. Не е само што вас ќе ве награди. Тоа поттикнува многу агенции или луѓе кои се во туризмот дека некој размислува дали сум ја успешен или не сум. Да, дека тоа фали кај нас. Да, се работи, значи, и за смешни видеа сценарија кои што ги имаме и за едукативни видеа, значи покрај тоа што има одредени видеа кај што ги нудиме понудите, има одредени видеа, значи каде што само ги презентираме градовите. И едноставно ќе послужат, значи имаме доста видеа направени кои што се базираат во поглед на градот Охрид во Македонија, ама имаме доста видеа и надвор од државата, например во Италија, во Венеција, во Милано, во Верона, имаме доста видеа снимано од сите оние популарни туристички дестинации, каде луѓето може да одидат, што може да видат, како да се упатат до таму, сите такви работи.
посебно за Венеција, значи начинот на плаќање на гондола, на резервација, доколку сакате да се водите нели низ оние тесни каналчиња, убаво детално објаснето, значи едноставно служат само за едукативна цел овие видеа, не за продажба на одреден тип на програма. Не е само да продадеш, него Да. евентуално и да веќе дојде подготвен на тоа што ќе оди да го види, да има некое предзнание, а да не кажам дека веќе е подготвено се околу него, бидејќи се грижите за тој што Така, што само да стекнуваме до врба кон самите клиенти или кои оние кои што ќе дојдат прв пат кај нас во агенцијата, значи да изберат било каква понуда, дали за Италија, дали за Будимпешта, за Прага, за Виена, за било која европска дестинација, значи ќе отидат, значи веќе имаат искусен тим, значи кој што бил, ги посетил сите тие работи, видел што е убаво, што не е убаво, Знае точно кај ги води и да им што ќе презентира на луѓето за сите детали. Морам да кажам дека вака кога зборуваме имаме една носталгија кон таа работа, бидејќи долг период ја работев и точно знам и препознавам што кажуваш, колку е тоа битно за клиенти кои се редовни, кои на некој начин се сигурност во тоа што го работите, дека можете да го продолжите или дека веќе имате, да не кажам грубо, да покриете трошоци, па другото се останато да биде заработка, бидејќи имате постојана клиентела која верува во вас и ве избира како таков. Мислам дека малце се води сметка околу тоа, на каков начин треба да се однесуваат кон клиентот, искуство зборувам со нови агенции отворени или едноставно дошле, залутале по таа работа со надеж дека тука лесно се соработуваат пари, дека тоа не е така и дека тоа е макотрпна работа која бара и 24 часовно ангажирање. Така, постојано присутен. Па реално да бидам, значи агенцијата постои више 33 години, формирана од мојот татко Сашо Митрев, значи тој е главниот управител на самата агенција. Значи пред се нашата агенција се работи за долгогодишна агенција. И ако сите останати колеги, тоа не е дека ги безохрабруваме нели да отворат своја агенција, туку напротив, значи треба да знаат дека ќе се соочат пред се со голем притисок, со тоа да ги услужиш сите клиенти. Пред се треба да бидеш коректен, треба да бидеш искрен према луѓето. Ако му понудиш било каква понуда, мора да му ги објасниш сите детали. Не сме да оставаш нешто на случајност, па кога ќе тргнеме, па ќе ви кажеме останатите работи. Извини, сега ми се случи друго. Да, значи не сме да се случи такво нешто. Едноставно ако резервираат за летување или за било кое патување, ви кажуваш сите детали неопходни, значи уште на самиот почеток, да знаат луѓето кога ќе више тргнат, значи што ги очекува таму, што треба да видат, значи каде да се насочат и сите останати елементи кои што се потребни за патувањето. За жал има голем број на примероци на туристички агенции кои што ќе отворат па после 5-6 месеци ќе ги снема, ќе затворат и така се отвараат, значи голем број на агенции кои што после неколку месеци не успеваат, значи ретки се оние кои што со години сме присутни на македонската сцена. Токму тоа ми е муабетот, едноставно не се води сметка дека не е само А или Б лиценца, него едноставно се тоа е парично. Плаќаш толку пари, таква лиценца ќе добиеш. Треба да го разбереш концептот. Не е разработено и не води никој сметка за такви некои кои почнуваат и кои оставаат лоши впечатоци на работење во туризмот, да бидат осудувани оние кои години и години поминале во таа работа и точно знаат што прават и која клиентела ја имаат. Кажи ми какво е твоето искуство со нови места кои ги откриваш во Македонија, па едноставно решаваш дека тоа е добро место кое треба да се промовира и да се носат гости. Па има многу интересни места кои што се заборавени и од државата, пред се морам да напоменам, и места за кои што многу малку луѓе слушнале дека воопшто постојат во нашата држава. Ние во нашата држава, значи пред се имаме некаде околу 4000 археолошки локалитети кои што постојат, тоа е една огромна бројка со која што располагаме. И имаме еден куп такви интересни места кои што се вредни за посетителите. Ама кај нас е проблемот што на нашите луѓе, значи на домашните туристи, е многу тешко сето тоа да го презентираш. Затоа што едноставно, значи кај нас нема некоја поголема заинтересираност за да се видат сите овие културни историски споменици, знаменитости, природни реткости, убавини. Пред се таквите промоции, значи поминуваат најчесто кај странците.
Сега кога се работи за странците, сепак државата, општините, значи самите градови се оние кои што треба да ги преземат поголемите или покрупните чекори кога се работи за промоција. Ние точно може да помогнеме као туристичка агенција, као на локално ниво, да направиме, да снимаме убава презентација, да го испрезентираме се, ама ако немаме подршка од градот, од општината или од државата, значи апсолутно сето тоа ќе остане овде во рамките на државата. Кај нас во работењето во туризмот со работката, со локалните луѓе, со повисоките инстанции, да речеме, на некој начин никој не води сметка дека зборуваме рурален туризам. Рурален не е само да отидеш во некоја куќа и да престојуваш во неа. Тој треба домаќинот да биде подготвен како ќе постапува со странците, што треба да понуди, да биде чисто околината, да е исчистена, да е сето тоа и да на некој начин биде прилагоден на некои услови кои нема да остават лош впечаток. Ние зборуваме рурален екотуризам и сето тоа, никој не води сметка во смисла на тоа дека тоа треба да се подобри, дека треба да се понудат подобри услови и да едноставно бидеме горди на тоа што го имаме, бидејќи добро сме го обработиле, добар производ сме покажале и сме оставиле добар впечаток на луѓе кои ја пренесат приказната и донесат нови гости. Дали твој впечаток е така? Па во нашата држава реално има голем потенцијал кога се работи за руралниот туризам. Имаме неколку примероци кои што функционираат онака релативно успешно, не е тоа некоја сериозна бројка на посетители, значи се работи за многу мала бројка на посетители на странци кои што доаѓаат, но речиси во секој град значи не постои место во нашата држава каде што не може да се развие тој рурален туризам. Да се понудат сите оние лековити бањи кои што ги имаме, па да се понудат значи езерата кои што ги имаме во нашата држава, вештачките акумулации, реките, планините, едноставно да се направи еден цел комплет од шетање, од јавање со коњи, па доживување во одење во некоја фарма или било што, значи такво нешто, кое што во останатиот дел од Европа и како е развиено и доста популарно. За пример, кога земеме Словенија, значи кој што ни е некако најблиско, кој што има навистина развиено еден рурален туризам на едно големо, на едно високо ниво, со сместувачки капацитети, значи со патеки за пешачење, со еден куп, значи објекти и содржини кои што едноставно ги примамуваат стите они кои што доаѓаат. Во близината на Штип има прекрасен кањон. Така, мислам дека едноставно 99% луѓе во Македонија не го знаат, а од друга страна е многу малце понудено да тој може да се посети и да се види. Да, тоа се наоѓа во општината Карвинци, значи во село Радање, во близина село Радање, во подножјето на Плачковичките планини, односно на самата Плачковица. Во близина е интересно тоа што археолошкиот локалитет Баргала се наоѓа веднаш до самиот кањон и едно интересно место, значи кое што за жал, значи поради неможност, односно поради неинвестирање значи во самиот кањон као туристичка атракција, едноставно е отежнат и самиот пристап. Така да во одреден период од годината е невозможно да пристапите значи до самиот кањон, а и за оние значи кои што успеваат да стигнат до самиот кањон, им е потребно значи доста и храброст и опрема некоја минимална така да носат со нив за да можат да се движат едноставно по самото течење на реката и да ги видат сите оние убави природни информации кои што природата ни ги дарувал. Едноставно не постои ниту пристапен пат, ниту да се стигне поблиску, ниту некои обележја, пешачки патеки и ред други работи кои што ќе помогнат за апсолутно сите категории на граѓани да можат и да се движат и да прошетат и да видат. Дефинитивно мислам дека тој е единствен од тој тип кањон во Македонија. Да, еден и од ретките заслужува кои што многу повеќе него да остане да живее така сам од себе. Да, заслужуваат реално во Штип, во градот, многу места, значи кои што се навистина голема, може да бидат голема туристичка атракција, затоа што Штип е еден од ретко историските градови кои што има бујна историја зад него, едно градче кое што постои долги години, кој што голем број на цивилизации ги оставиле своите впечатоци токму во самиот град и во околината на градот. А и природата можеби вака на прв поглед изгледа нели дека немаме голем број на планини, на езера, на такви работи, сепак имаме доста природни реткости кои што се наоѓаат во подрачјето и во околината на самиот град. Колку агенции има во Штип? Во моментот има околу 5 агенции, значи кои што се штипски агенции. Да, зборувам за штипски. Постојат Колку доаѓаат странци во Штип за да го посетат?
Немаме за жал. Морам реално да кажам, значи немаме за жал странци кои што посетуваат градот Штип. Единствени странци ни се студентите од Турција кои што доаѓаат на Универзитетот Гоце Делчев, кои што завршуваат своето образование таму. Штип е еден град кој што има огромен потенцијал кога е во поглед туризмот, но за жал се уште немаме апсолутно никаква стратегија, ниту пак имаме досега било каква подршка за да направиме еден проект кој што ќе биде за incoming туризам, односно за привлекување на сите странци. Колку градоначалниците, не сегашниот, него и бившите, се заинтересирани за развој на туризмот во Штип и Штипската околина и колку се свесни дека тоа носи бенефит? Реално мислам дека се заинтересирани, бидејќи тоа ќе донесе убави работи за самиот град, значи за самата индустрија, пред се за самото население, кој што ќе види бенефит од сите овие туристи, затоа што тие ќе треба да дојдат, ќе треба да се сместат, да преспијат, нормално да ќе треба јадат, да јадат, да пијат некаде, едноставно да уживаат, но за жал се уште немаме апсолутно никаква стратегија, ниту пак потик за да направиме нешто посериозно за промоција конкретно на самиот град. Штета бидејќи на некој начин сум по потекло од таткова страна, од Штип и го сакам како интересно место кое едноставно има своја приказна, своја душа има, која нема на кого да му ја открие. Точно. Тоа е она што можеби на некој начин ја можеби иднина на Штип да се направи нешто повеќе околу тоа и да се промовира. Кажи ми колку си застапен на саемите за туризам? Па на саемите за туризам со оглед на тоа што ние во последните неколку години, од кога ни го срушија Скопскиот саем, значи немаме соодветно место за промоција на туризмот во нашата држава, да. Па мораме да одиме во останатите држави, значи најчесто одиме во Бугарија и во Србија, значи кои што ни се најблиско. Ги посетуваме саемите редовно, да видиме што се случува, значи на самата европска сцена, каде е она кој што го бараат самите туристи, што најмногу барат и каде се движи да се прилагодите на целиот оној правец. Многу е жално ова со Скопскиот саем и што никој не мисли дека тоа треба да се обнови. Една година, колку се сеќавам, беше во Охрид и има услови да биде таму, барем на некој начин да се презентира Македонија и да дојдат агенции кои ќе бидат заинтересирани таа иста Македонија да ја продаваат како некоја дестинација која е многу интересна и која ние како приказна која е основната работа за да го намамиш туризмот не успеавме да ја направиме. Да, зошто е тоа така? Е така. За жал е така поради незаинтересираност на државните институции, на сите оние кои што треба да бидат задолжени за промоција на туризмот. Па мислам дека во државните, пак ќе кажам од моје искуство, од државните служби не се ставени луѓе од туризмот, него се ставени од некои други дејности кои на некој начин не разбираат или не сакаат да научат што треба да направат за да Македонија биде интересна туристичка дестинација. Да, туризмот е една гранка која што опфаќа значи многу нешто. Со самото привлекување на туристи едноставно се развива целокупната економија. Не е тоа одредени туристи као ние туристичка агенција и сега ќе донесеме туристи, ќе имаме бенефит само ние. Нема да имаме само ние, значи ќе има апсолутно поголемиот дел од градот ќе има бенефит, ќе имаат хотелите, ќе имаат рестораните, кафичите овде, кафе-баровите, таксистите, па ќе изнемат превоз, значи апсолутно сите оние кои што може да понудат туристичка атракција, како на пример во градот Охрид, дали тоа ќе биде крстарење со катамаран, дали ќе биде некоја прошетка, значи со јавање на коњи, со оние джипови по планини и други работи, параглайдери и такви работи, значи апсолутно сите имаме бенефит од доаѓањето на странски туристи. Имате една убава приказна за Исарот, кој по мене може да биде користен не само на денот на 22 март, него едноставно на луѓе кои доаѓаат да се прошетаат до горе и да им се каже таа приказна е нешто што може во секој време убаво да помине. Така, председно ќе се работи за самата средновековна тврдина, под која што е сместен градот Штип, една преубава тврдина која што има најави за еден убав проект кој што се надевам искрено дека ќе се случи за возобновување, за реставрација на целокупната тврдина во некогашниот средовековен изглед.
Така да очекуваме сето тоа да биде направено и конечно да почнеме да се развиваме Искрено се во надевам тој, дека ќе во биде. тој правец. Македонија е богата со такви тврдини кои се во некоја полуситуација Да. или стојат како некоја приказна за која знаеме, а не се дефинира. Ние има регистрирано околу 400 такви тврдини, значи зачувани или Од полузачувани. тие 10% од кои што направат многу голем процент и не сме свесни каде ни постојат. Дефинитивно. Јас работам проект кој се вика Крале Марко, во кој гледам низ легенди да направам туризам во приказните, да ги привлечам со приказните за Крале Марко. Буквално нема место во Македонија кој нема некоја приказна за него или нешто што ќе ве привлече на таков начин. Меѓу другото и тврдини кои се со негово име, дел од нив и немаат врска со Крале Марко, меѓутоа како некој спомен за јунак кој се грижал за народот, се оставени со негово име. Морам да кажам дека приказната многу подобро ми поминува во странство него кај нас. Јас имав предавање во Белград, во Загреб, во Љубљана, повеќе ја разбра целта на сето тоа, него кај нас не беше примена онака како што очекував, бидејќи сепак ја тој македонски јунак кој потекнува од овие простори, а цел Балкан го слави. Така. И поентата беше дека секој има некој свој јунак со кој ние можеме да размениме приказни и да носиме гости ние од кај нив, нашите кај нив да се види сето тоа. Тоа е еден сегмент од туризмот кој може да биде добро искористен, да се направи како треба. Имаме, да не кажам, Крале Марко храна, сувенири. Знаете што е Крале Марко храна? Да. Немало пиперка, немало патлиџан, немало компир, се што е донесено од Америка во тој период не постоело. И имаме еден тип на нова храна која у суштина ние јадеме со години, со векови, не сме обрнали внимание. Тоа е еден од примерите на кои може буквално да се усмери туризмот во некои води во кои никој ги нема. Страшно ме боли што тоа не знаеме да го препознаеме. Да, па има многу такви примери. Сега кога е во прашање Крале Марко, значи тој е јунак, можам да кажам, на повеќе држави, не само на Македонија, тоа е и на Србија, и на Бугарија, значи на целиот Балкан. И секој едно населено место си има, како што рековте, своја приказна, свое видување за Крале Марко. Ние во нашата држава имаме многу, значи, такви топоними, поврзани поими Буквално нема место некаде кај што не е нешто Марково. Потекнува или е сврзано нешто со Крале Марко. Сакам да кажам дека може да се направи туризам и да бидеме уникатни во секој случај во тие приказни кои ќе ги привлечат луѓето, меѓутоа малце се води сметка околу тоа и малце мене никој не ме поддржа во тоа. Јас давав со години пари, едноставно сега сајтот не постои, времињата се променија во смисла на тоа дека моите години не дозволува да сум толку активна колку би сакала јас и не наидов ни, да не кажам почеток Прилеп и Скопје некаде соодветни луѓе кои тоа би го поддржале и почнала да се работи. Ние сме при крај, за жал, на разговорот, ми се јавија дека имаме уште 5 минути, би те прашала дали нешто не сум те прашала, а би сакала да кажеш. Па, јас мислам дека во поглед на глобала, тоа е тоа што се работи, околу нашиот туризам во нашата држава, посебно во нашата агенција. Еве сега како што доаѓаат модерните времиња, па сме по-присутни и чести на Facebook, на Instagram, на TikTok. Се надеваме дека ќе достигнеме до поголем број на луѓе, да ги презентираме и нашите убавини, и нашите понуди сепак како туристичка агенција, да видат што поголема маса на луѓе. Јас ти благодарам што дојде. Би ја замолила режијата да не пушти уште дел од спотовите, бидејќи навистина се интересни и тие беа првична асоциација зашто мислев дека треба да ве покана. Ви благодарам многу. Кај jedan треви. Изволите чамац, госпоđo, кај нема гајле, ово е максус за бранове. Туризам. Желите можда да се мало мрцкате? Леп дан. Ајде, како е? Убаве, ево, работаме. Сакаш луди забави, повели со нас во Сончев брег во Бугарија.
Ајде, ги имате најдобрите барови на плажа, ноќни клубови, дискотеки, кафичи, стриптиз барови. За повеќе информации одете на нашата веб страна. Патувајте со насмевка и стил Црво Експрес. Море понуда овие ваѓање? Тој ни креа туристи, бе. Туристичка агенција? Црво.